вечер. Започнуваме со урбаните вести. Еве што денеска ќе имате можност да погледнете во нив. На почетокот на април оваа година во Македонија започнуваат државните видеоигри на среќа. Доделени наградите за најдобри фотографии од Скопје. Министерството за образование и наука прифати 151 коментар за екстерното тестирање. Нема заинтересирани инвеститори за градење на земјиштето во касарната Илинден. Стручна комисија ги избра добитниците на најдобрите фотографии од Скопје. На конкурсот за избор на најдобра фотографија со мотиви од Скопје, кој минатата година го распиша секторот за локален економски развој на град Скопје, пристигнале 53 фотографии. Првата награда на конкурсот за најдобра фотографија со мотиви од Скопје во износ од 50.000 денари. Стручната комисија реши да му ја додели на Зоран Ефремов за фотографијата Скопје рано. Втората награда отиде во рацете на Дарко Цветановски за фотографијата Сообраќај. Втората награда изнесува 40.000 денари, додека пак третата 30.000 денари, а ја доби Влахо Брангјолица за фотографијата насловена како Порта Ноке. Сите три фотографии учествуваа на конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од Скопје, што минатата година го распиша секторот за локален економски развој на град Скопје. Комисијата согласно со рокот назначен во конкурсот констатираше дека беа пристигнати 53 шифрирани пликоа со фотографии. Во рамки на конкурсот можеа да учествуваат сите професионалци, аматери и деца да поднесат своји фотографии не постари од 5 години, согласно со утврдените критериуми пропишани во конкурсот, а изборот на најдобрите 3 фотографии го изврши специјална комисија, формирана од градот. Град Скопје неодамна објави нов конкурс за избор на 3 најдобри фотографии со мотиви на Скопје, на кој што може да учествуваат сите професионалци, аматери и деца и сите оние што го сакаат фотографирањето. Апликантите може да учествуваат со фотографии од своите приватни колекции, снимени во која било општина во Скопје, снимени во кој било временски период на едно денонокие и фотографии снимени во која било сезона на годината. Паричните награди и годинава ќе бидат со ист износ како и минатата, а конкурсот ќе трае до 30 април 2014 година, од денот на објавувањето во средствата за јавно информирање. Министерството за образование и наука денеска прифати 151 од вкупно поднесените 720 коментари за 60.000 прашања за екстерното тестирање. За ова денеска информираше министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Во недела на 19 јануари ќе бидат објавени финалните списоци на влезните врати на училиштата и распоредите кој ученик, кои два предмети ќе ги полага во среда и во петок следната недела, а вкупно 20.000 матуранти и 2.900 наставници ќе бидат предмет на екстерното оценување. Беа пристигнати некаде околу 720 коментари, односно коментари на 720 коментари вкупно. Од тие 720 коментари, половината беа општи коментари во однос на процесот на екстерно оценување и воопшто не беа суштински коментари кои што се однесуваа на прашањата и на содржината, односно подобрување на квалитетот на прашањата. Во главном стануваше збор за прашања кои што заради појаснување на определеното прашање, заради поквалитетен превод на определеното прашање. На 19 во недела ќе бидат објавени финалните списоци на влезните врати во училиштата. Ние викендов ќе работиме интензивно на тоа во комуникација со училиштата. Секој училиште и директор ќе бидат задолжени директно од мене на 19 да ги има објавено списоците, односно распоредите за тоа кој ученик, кои два предмети ќе ги полага во неделата која што доаѓа, како што и самите знаете, во среда и во петок, следната недела, ќе се полага, екстерно ќе се оценуваат матурантите. Австрија казино заедно со Државната лотарија на Македонија во вториот квартал од оваа година ќе ги организираат домашните игри на среќа. Компанијата која ќе ја формираат ќе се вика Државна видео лотарија, во која 51% удел ќе има државата, а 49% австриската компанија.
Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Проектот Државна видеолотарија треба да започне со реализација во вториот квартал од 2014 година. Истиот ќе приредува игри на среќа на интернет и ќе забрани македонците да играат интернет игри на среќа на странски сајтови и странски веб страници. Минатата година беше распишан меѓународен јавен повик за привлекување странски приватен капитал за реализација на овој проект. За најсоодветен партнер со кој ќе се реализира проектот е одбран Австрија Казино, еден од најреномираните субјекти во оваа област, кој има своји експозитури или пак реализира деловен потфат во над 40 земји во светот. Ова денеска на пресконференција во владата на Република Македонија го соопшти портпаролот Александар Ѓорѓиев. Република Македонија преку Државната лотарија на Македонија нема да има никаков финансиски издаток, односно финансиски трошок во поглед на реализација на овој проект, нити како директни финансиски издатоци со кои што средства би се покривале определени потреби во идниот период, туку единствено и едноставно ќе го пренесе правото на организација на игри на среќа, односно гудвилот кој што постои согласно закон. По профункционирањето на ова друштво, како што реков некаде најдоцна во вториот квартал од 2014 година, во период од 2 години, од тој момент, ќе се преземат мерки и активности за да се забрани функционирање на странски сајтови, странски веб страници или пак организација на интернет на игри на среќа, кои што се реализираат, се разбира, преку интернет, а се реализирани од странски субјекти. Преку Агенцијата за електронски комуникации, Управата за јавни приходи, Министерството за информатичко општество, овие сајтови, како што е практиката во останатите земји во светот, ќе бидат блокирани така да играчите на игри на среќа од Република Македонија да може да играат игри на среќа од областа на интернет игрите на среќа, единствено организирани од овој нов правен субјект Државна видеолотарија на Република Македонија. Интернет игрите на среќа во Македонија досега не беа организирани од субјект во Македонија, а граѓаните ги играат преку интернет за странски субјекти. Тоа предизвикува одлив на средства од државата и ја ослабува регулацијата на дејноста, а државата нема никаков приход по основ на данок, од кои се обезбедуваат средства за интересите на граѓаните. Австрија Казино ќе вложи 6 милиони евра за набавка на техниката, опремата и за вработените. Опремата треба да пристигне во следните 2 месеца. Според направените анализи, досега годишно од Македонија по основ на интернет игри на среќа се одлевале околу 10 милиони евра. Министерството за култура, градот Скопје и општина Центар ќе го враќаат сјајот на објектите долж Скопскиот булевар Илинден. На веб страната на Бирото за јавни набавки денеска се објавени резултатите од конкурсот за избор на идејно решение за реконструкција на фасадите на 13 објекти, лоцирани на путагот од фонтаната Лотосов цвет во градскиот парк до седиштето на владата. Авторите Никола Стакинов и Лазар Димов имаат најдобри архитектонски трудови за 9 од планираните зданија за санација. Архитектот Звонко Ставрески е добитник на 2 први награди за своите дела, додека едно идејно решение на архитектот Бујар Муча ја доби првата награда од формираната комисија на град Скопје, што одлучи по пристигнатите трудови на распишаниот конкурс, на кој имало 6 учесници. Првата награда за секое избрано решение изнесува 25.000 денари. По завршувањето на првата фаза, локалната власт од Скопје треба да избере кој ќе ги изработи основните проекти. Покрај градот Скопје, во обновата на фасадите ќе се вклучи и Министерството за култура преку Конзерваторскиот центар Скопје. Во рамките на проектот за обнова и конзервација на 250 фасади на староградски куќи на целата територија на Македонија, вклучени се и објекти лоцирани долж булеварот Илинден. Пред неколку дена е потпишан договор за реставрација на фасадата на куќата на булевар Илинден, број 41, која ќе изведува компанијата Макаус Благоја од Скопје. Во реконструкцијата на фасадите ќе учествува и општина Центар. За изработка на термичка фасада на објектот на булевар Илинден број 85 е потпишан договор со фирмата Пелагонија од Гостивар. Покрај примената на мерките за енергетска ефикасност, со потпишаниот договор во висина од 4.080.000 денари е предвидено и освежување на фасадната боја на зградата. Идејата за санација на дотраените фасади на Илинденска беше обелодената во 2010 година од градот Скопје за време на неговото проширување и реконструкција.
За 1,5 година, Општина Карапош 4 пати распишува јавен оглас за продажба на парцели на земјиштето во Касарна и Линден, но заинтересирани купувачи нема. Од општината причината за овој неуспех ја гледаат во високата цена на земјиштето. Нема заинтересирани инвеститори за градење на земјиштето на Касарната и Линден. И на четвртиот оглас кој го распиша Општина Карпош за продажба на земјиштето за изградба на станбени згради, куќи, на комерцијални и деловни објекти, интерес не пројавил ниту еден инвеститор, информираат од Општина Карпош. Портпаролот на општината Виолета Цветковска за МТМ телевизија го искажа ставот на општината, велејќи дека високата цена, која е 6000 денари за квадратен метар, е главната причина за незаинтересираноста на инвеститорите. Цветковска информира дека е побарано од Министерството за транспорт и врски да се намали почетната цена, но оттаму добиле негативен одговор. Сепак, поради досега неуспешните обиди да се продадат парцелите, постои можност централната власт да донесе поинаква одлука, која ќе оди во корис на зголемување на интересот на потенцијалните инвеститори, велат од општината. Општина Карпош досега 4 пати објави оглас за продажба на околу 10 хектари од земјиштето на Касарната и Линден. Останатиот дел од земјиштето е даден на Министерството за одбрана, кое треба да изгради 1400 станови за припадниците на армијата. Според деталниот урбанистички план, Касарна и Линден, кој општината го донесе пред 2,5 години, просторот е поделен на 7 блокови и зафаќа површина од 95 хектари. Урбанистичкиот план дозволува станбените згради да бидат високи до 80 метри или 21 кат, додека комерцијално деловните објекти би имале меѓу 9 и 21 кат. Во новата населба има предвидено маркички и за семени куќи, градинки, училишта, за факултет, болници, како и 3 маркички за амбасади. Македонската традиционална карате федерација ги прогласи најдобрите каратисти за 2013 година. Хрватска и Шведска обезбедија пласман во втората фаза на Европското првенство во ракомет во Данска. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.